Ново рочиште за пулс во Идризово. Адвокатите денеска го оспорија фактот дека до обвинетите не е доставено пречистено интегрирано обвинение, туку само до адвокати. Поради ова рекоа дека потребно е време да го добијат и се запознаат, па да се изјаснат дали ја прифаќаат вината. Сметаат и дека има измени од првичното и го сметаат целосно ново. Судот им дозволи да го добијат обвинетите, па за тоа не ја продолжи расправата за изјаснување за вина. Обвинителството се бранеше дека обвинението е јасно и не е променето суштински. Денешното судење го следеше колешката Билјана Николовска, која линковски ја вклучуваме во овие вести. Билјана, повели со деталите. Да, денеска е второто рочиште, продолжение на најголемиот судски процес за трагедијата во Кочанската дискотека. Како што кажа и ти, адвокатите денеска побара обвинетите да го добијат обвинението, кое што е всушност интегрирано, односно е споено со обвинение за собственикот на дискотеката, на фирмата која што ја обезбедувала дискотеката, и токму поради тоа рекоа дека кога тие како адвокати го добиле обвинението, забележале дека има многу измени во однос со првото обвинение кое што беше поднесено, но најголемата забелешка беше затоа што всушност обвинетите воопшто го немаат добиено за да го прочитаат и за да кажат сопствена одбрана и да се произнесат за тоа дали се виновни или не се виновни. Како што рекоа, интегрираното обвинение е доста хаотично, односно не се нумеризирани доказите, па тие не можат да се снајдат кој доказ каде се наоѓа и зашто поточно се однесува. Исто така за дел од обвинетите рекоа дека се изменети временските периоди, односно првичните кои што ги добиле и се однесувало за дел од обвинетите дека го сториле делото, сега се или проширени периодот на сторување на делото или пак се стеснети. На сето ова има забелешки и затоа побара од судиката да им се дојде доволно време за да можат да го прочитаат новото. Всушност рекоа дека се работи за ново обвинение. Но ова реплицираше обвинителот кој што кажа дека воопшто не е променето обвинението, тоа се само технички грешки кои што биле поправени. Сепак судиката го дозволи ова и затоа рече дека може да се изјаснат за вината, но во следното рочиште. Сепак предлагам да ја слушнеме изјавата на адвокатите и кои беа нивните точни забелешки. Однесувањето на обвинителството е несериозно. Несериозно е кон судот, несериозно е пред се кон семејствата на загинатите, несериозно е кон одбраната и несериозно е кон обвинетите лица. Ако дозволиме било што да поминува, како што посакува обвинителството, ние на крајот на денот нема да дојдеме до она за што сите се залагаме, а тоа е одговорните лица да ја сносат одговорноста, невините лица што доста ги има во овој предмет со оглед на квалификацијата на делото, да бидат ослободени од вина. Меѓутоа, со ваквото однесување на обвинителството едноставно не се дава шанса на самата постапка. Нас ни беше доставено тоа интегрирано така наречено обвинение, но ниту на еден од обвинетите. Ние во судница како бранители не сме обвинети. Ние сме во судница ради обвинетите кои го немаат обвинението за да знаат зошто седат во судници, зошто се обвинети. Дел од нив се во притвор, дел се во куќни притвори. Несериозно е од обвинителството да не достави, па макар и вакво интегрирано обвинение на обвинетите, затоа што денес ни предстоише изјаснување на вина. Како некој ќе се изјасни за вина ако го нема она да го прочита зашто е обвинет? Инаку на овој процес има вкупно 35 мина обвинети и 3 фирми кои што се обвинети за најголемата трагедија, односно пожарот во дискотеката во Кочани. Денеска од адвокатката на прво обвинетиот дознавме дека обвинителството од вкупно 283 докази повлекло најголем дел, односно сведоци ги повлекло и останува само на 35 сведоци кои што ќе бидат дел од доказите во оваа постапка. На ова адвокатката на прво обвинетиот рече
дека сепак тие сакаат да ги имаат во нивна одбрана и дека таа ќе ги повика како нивни докази, односно како сведоци од одбраната. Тука присуствуваат голем дел од роднините на загинатите и жртвите и повредените, и тие негодуваат на однесувањето главно на адвокатите, а рекоа дека се задоволни од однесувањето на судијата и на обвинителството. Предлагам да слушнеме дел од изјавите на родителите. Кога заврши првото рочиште, се појави една искра на надеж, а токму причината за таа надеж е судиката и воведниот дел на обвинителите. Ние, родителите на починатите деца, бараме само правда. Од тој кобе 16 март и на почетните маршеви и денес велам дека никој од нас не растел дете за да стане херој, туку да стане човек. За жал, нашите невини деца кои ги убија ја платија цената на овој корумпиран систем. Така како што и претходно кажав, значи судиката Дијана Груевска-Илиевска го прифати барањето на адвокатите, обвинетите да се запознаат со интегрираното обвинение, им даде време и се поизвестно е дека и утре тие нема да се изјаснуваат по вината што ја чувствуваат, односно за тоа дали се виновни или не се виновни за делото кое што им се става на товар. Сега судењето продолжи само со изјаснување на 222 оштетени. Тоа е се за сега. Мислам дека повеќе информации ќе имаме во следното издание на вестите. Милјана, ти благодарам за извештајот во ова вклучување.